Се враќаме во неделниот микс. Денеска на мое големо задоволство ќе имам можност да разговарам со еден од најстакнатите македонски автори, кој што неодамна ја објави својата нова збирка раскази Его Сурфер во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Станува збор за збирка раскази посветени на егото, идентитетот, суетата, современиот човек во дигиталната ера и многу други пропратни теми. Со мојот следен гостин денеска ќе разговараме за литературата денес, за македонскиот јазик и за местото на добрината во сето она што станува се повеќе во свет кој што е се повеќе погласен, а од друга страна се повеќе не отуѓува едни од други, но пред се секако поводот за гостувањето на Александар Русијаков е токму книгата Его Сурфер. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Добар ден на сите ваши гледачи, на целата екипа. Честитки за вашата нова збирка раскази, повеќе во жанрот на научна фантастика, на хорор, киберпанк и сето тоа одлично вклопено во оваа збирка раскази која што се нарекува Его Сурфер. Неодамна имавте и ваша промоција. Еве ги можеме да ги видиме и фотографиите, подоцна ќе ја прокоментираме самата промоција. Но сега за почеток би сакала околу самиот наслов. Првиот расказ од вашата книга Его Сурфер го има истиот наслов Его Сурфер. Па што значи всушност да се биде Его Сурфер во денешно време? Дали може би тоа е диагноза на современиот човек? Моите пријатели кои им го кажав насловот, нели сакаа да се зезат со мене и да ми кажат фала Богу, конечно ја напиша својата биографија, автобиографија, нели, затоа што ние писателите сме едно егоистични битија кои што мислат дека цел свет се врти само околу нив. Истото ме праша и на промоцијата, дали можеш да објасниш што е Его Сурфер? Јас не сакам детално да објаснам зашто така се вика расказот и книгата, едноставно банална причина да не им кажам што е суштината на расказот, бидејќи така е поинтересно на крајот на расказот, нели, вие ја прочитавте книгата, знаете дека на крајот се открива која е суштината, но ќе кажам дека Его Сурфер е професија. Значи, како новинар, како писател, како рудар, како машинобравар, тоа е во едно општество, во еден свет, во иднината, е професијата на главниот лик. И не е побрзано како што вообичаено луѓето кај нас го доживуваат, нели, многу зборови кај нас ја имаат сменето својата функција. Значи, луѓето самиот па денес како кажете имам љубовник или љубовница, мислат дека имаат швалер или швалерка, не знаат дека е нешто што е со љубов поврзано, од таму доаѓа зборот, така и зборот его кај нас е поврзан исклучиво со егоизам. А его на латински значи и јас. И ние кога велиме јас, латините велеле его, така. Така што тоа е поврзано со јаството. Сурферот по јаството на луѓето, и тука ќе застанам за да биде поинтересно, затоа што нели тоа е една форма, една професија од иднината која што има намера да ги наблюдува најскриените тајни чувства на луѓето. И од тука се гради целата таа приказна. И вие, Русијаков, на фантастичен начин влегувате во психата на луѓето. Расказите се во различни периоди, различни ситуации, време и така натаму. Неве конкретно за првиот расказ, каде што всушност вие влегувате во подсвет, мислам вие, односно самиот Его Сурфер Ник Прист, нели така, тоа е всушност Его Сурферот во првиот расказ, влегува во психата на Вера Лебедева, и некако буквално сите тајни и сите размисли ги открива. И тоа воопшто не е едноставно. Па не, затоа што нели тоа има една полициска димензија на неговата професија, така. Нели ние го имаме моментот, доаѓаме од држава, мислам сме живееле во минатото во една диктатура социјалистичка, каде што тајната полиција, иако тајната полиција во демократиите е многу важна и многу лесно, нели, како беше Едвард Сноуден, ни откри дека сите сме прислушкувани, па мораше да бега. Сакам да кажам дека интимата е следена. И пред да дојде ова време кај што сега секој ја следи интимата, значи веќе интимата е на начик вака фрлена на билборди, секој сака да разговара за туѓата интимат, тоа си природно кај човекот, но понекогаш и
има служби кои што ја наблюдуваат интимата за да го злоупотребат тоа. Нас тоа ни е познато, сме имале такво минато, сегашноста е уште пострашна на ниво на глобален тоталитаризам, а научната фантастика, како што вели Реј Бредбери, е задача не да ја предвиди иднината, туку да ја спречи. Што ми е мене едно од омилените реченици околу научната фантастика. И да, тука станува збор за наблюдување на туѓите соништа и фантазии, што не е веќе далеко од стварноста. И тоа може би да е малку и страшно. Многу работи од научната фантастика кои што сме ги читали и во минатите години, за жал како да се случуваат сега. Па затоа велам, нели, многу убаво кажал пред 100 кусор години Реј Бредбери дека научната фантастика не треба да го предвиди, да ја предвиди, туку да ја спречи иднината. А иднина, како се вели, оние што ги влечат конците, што прават војни, што прават глобални светски колапси, многу интересно како да читаат научна фантастика и се што е внатре напишано почнуваат да го спроведуваат. Русијаков, вие и во самиот прв расказ Его Сурфер направивте на некој начин омаш на Франц Кафка, но исто така спрема него, да кажам, покажавте почит и минатата година по повод 100 години од смртта на Франц Кафка, кога ја објавивте сликовницата со наслов Девојчето и куклата што тагува, омаш на непознатата анегдота за него и за девојчето што тагува по изгубената кукла. Зошто токму Франц Кафка? Тој нели пишувал исто така за отуѓувањето, за бирократијата и за немокта на поединецот да влие врз општествените случувања. Бидејќи збориме се уште за првиот расказ, каде што да, Кафка е еден од ликовите кои што не се појавува, но лебде во приказната, го има присутење. Јас писателите ги доживувам како пророци. Тоа многу мина ми се смеат, но тоа е така, нели, аналитичарите сакаат да се представат себе си како луѓе кои што согледувајќи ја стварноста, анализирајќи ја доаѓаат до вистината или ја кажуваат иднината каква ќе биде. Новинарите сакаат да се доживуваат себе како трагачи по вистината, а всушност писателите се пророци. Ама добро, нека не ми се лутат. Кафка, писатели како Достоевски, Толстој, Кафка, Орвел, Томас Ман, Марсел Пруст, они се сами по себе правец. Кафкијанството веќе постои како термин, кафкијански процес, си има свое конкретно значење и е поврзано со еден прогон. Така што, бидејќи во расказот основата е прогон на една личност, кафкијанството си дојде само по себе внатре да биде, бидејќи Кафка е символ на таа приказна преку својот ремек делопроцес. И дури мене не ми е ни еден од омилените писатели Кафка, но нели неговата моќ, големина, сила, прецизност, точност, ние се уште живееме, секојдневието ни е кафкијанско во односот на поединецот према општеството, према државата, према јавноста, према службите, према сите. Ние поединецот живее во кафкијански свет, кој што свет исто така е орвеловски. Така што тие детали во вториот расказ е конкретно Орвел инспирација, нели, во езоптерија, односно животинската фарма на Орвел. Така што минатото, сегашноста и иднината на чуден начин се соединуваат во тие приказни, бидејќи реално ја верувам дека светот напредува со неверојатна брзина, технолошки се менува, но суштински во својата срж и суштина човекот не се променил од Адам и Ева до денеска. Така е, апсолутно. И дали е тоа предност или не, едноставно... Не е ни предност, не е ни проблем. Мислам, тоа е така. Така се луѓето создадени, се менува светот. Околу нив, односно самите луѓе го менуваат, но луѓето во суштина се исти. Фасцинантно е како сите класици и ден денеска, мислам и класиците, но и модерните автори, зборувам од 20-тиот век, се уште се актуелни. Еве, Достоевски, јас ја препрочитував Демони сега, пошто сакам на 10 години да го препрочитувам секој пат, како однова да се чита писателот, односно практично и јас како човек, како читател, како што се менувам и созирам, така откривам нови работи. Значи, Демони на Достоевски, кој што е напишана пред 150 години, пишува за денешното време.
Да, фасцинантно е тоа. Можеме да прочитаме извадок од самата книга, ако се согласувате. Сакате вие или јас? Јас не. Добро. А сега слушај внимателно. Ова околу тебе, Елен, веќе одамна не е човештво и нема ништо хумано во него. Над нас се надвиснати мокни суштества кои се хранат со нашата енергија, а нас луѓето не претворија во она во кое ние некогаш ги претворавме кокошките и свињите, пикајќи ги по стотина во тесни кафеси само за да ги ловиме и колеме. Да, Елен, оние што сега нас не чуваат како стока и живина, имаа плодна почва во нас луѓето, кои заборавивме кои сме и што сме, па во нашата потрошувачка алчност колевме 1000 пати повеќе од што ни е потребно. А тие, цицачите на нашата енергија, само го спроведува она што и ние самите го спроведувавме, материјализирајќи го сето она што е духовно, божествено, вселенско. Може ова да го прокоментираме, Сјако? Па, ако го земеме првиот дел таму некаде докај не напика, не затворија како кокошки, како овци, ова е пишувано 10 години пред ковид пандемијата, например. За време на ковид пандемијата ни направи еден прекрасен експеримент кој настрана фактот што им донесе пари, продава чудни работи како вакцини кои што не се докрај истражени и сето тоа, значи многу заработија. Не знам, времето ќе покаже колкав број на луѓе поболеа, но она што за мене беше најсуштински е социјалниот експеримент каде што ни успеа да видат како преку една обична информација на која што создава паника можат вака да ги затворат луѓето дома и што сакаат да прават. Не само што можат да ги затворат внатре дома, него луѓето ако ти како индивидуалец решиш да го прекршиш нивниот глупав полициски час, самите твои соседи ќе се спремни да те утепаат. Така што тоа е суштината, тоа е убивањето на духовноста, комплетното и материализирање на се што постои. А се почесто и све повеќе човекот во денешницата се фокусира на конзумеризмот, на материјалното, духовното како да се става настрана. Кое е вашето мислење? Не, така е. Така е, нели уште кога веројатно беше на Бернајс, кога му текна дека, а може грешам, меѓутоа и тоа е еден од гениалците на пропагандата, си е гениален во своето, каде што нели порано беше ке купи човек телевизор и му трае 30 години. Сега во моментот кога ќе истече гаранцијата се расипува продуктот и човекот трча да купи нов. И сега, значи, тоа е еден круг. Тие произведуваат, во исто време навлекуваат луѓе на конзумеризам и само кругот си се врти. И е, нели, непрестана трка со времето за парите, каде што човекот не ни застанува да поразговара со себе. А тоа е толку потребно. Камо ли да се скара со себе, затоа што треба да се скара со себе. Да. И баш како што спомнавте, некогаш сами со себе да се осврнеме на себе, да поразговараме со себе. Па не, а сега пак има социјалните мрежи каде што луѓето се караат едни со други, наместо се караат со себе, се караат едни со други, а караница кавга со себе е најдобра работа. Тоа е поентата затоа што во кавгата со себе можеш да се исправиш. Тоа го немаме никако. Се помалце го има, се губи, сега не зборувам јас, има. Генерално, да. Знаете како е, тоа е секогаш има поединци кои поинаку действуваат, но генералната слика на најчесто нели јавноста, сите постојано се публикуваат на јавноста. Знае тоа да го уништи, да го згази, да го претвори во ништо, нели? И тоа е процес. Да, така е. Ги гледаме фотографиите од вашата промоција, која што навистина имаше многу посетители, многу гости, ваши почитувачи. Што е посебно според вас кога се случуваат вакви промоции? Не знам, ја не бев на промоцијата. Сериозно кажувам, промотивниот дел траеше 45 минути и потоа нели ја реков излегувам на балкон да пушам цигара, таму ќе потпишувам книги. И кога завршив со потпишување на книгите, веќе беше 11 и 15 и ја практично не успеав со моите блиски, драги пријатели да се подружам. А зошто? Затоа што потпишував книги. Така. Значи имаше многу народ, стварно имаше многу народ и тоа е едно прекрасно чувство за писател, освен фактот дека не може да се подружи со луѓето. Но да,
радосни ми се мене промоциите, затоа што моите пријатели, ја имам пријатели од различни области, од различни светови, од различни животи. Многу ми е драго кога ми речат, супер, прави пак промоција да се извидиме со луѓе со кои што не сме се виделе година, 2, 3, 5, 10. Така, да. Промоциите некако имаат посебна енергија, така што велите вие. Да, и се надевам дека таму негде на есен ќе излезе новиот роман и ќе има промоција. Се надевам дека на отворено ќе ја направиме. Романот се вика Милан Ливерпул 3-3. Навистина, баш интересно име. А повторно ќе биде нешто во жанрот на научната фантастика? Не, мене ми е, видете, ја и во некои роман имам фантастика. Например, во Курвински хроники последните 2 дела се во жанрот фантастика. Почнуваат во минатото, во времето точно во Христово време, патуваат преку времето кога инквизицијата ги убива вештерките и преку сегашноста заминува во иднината. Во хотелот меѓу две војни има магичен реализам, значи повторно е во игра фантастиката, овој пат нема такво нешто. Милан Ливерпул 3-3 за оние што не знаат, Милан Ливерпул 3-3 е култен надпревар, финале на Лигата на шампионите одигран во Истанбул во 2005 година, кога во првото полувреме Милан води 3-0, а во второто полувреме Ливерпул изедначува 3-3 и на крајот после продолжетоците на пенали победува и останува шампион на Европа. Значи во фудбалските тоа е легендарна фудбалска приказна. Од тука, земајќи реченицата на еден познат фудбалер дека животот трае 90 минути, тоа е максимата на главниот лик, кој што ја раскажува приказната за него и за неговата ќерка тинејџерка, 1 година по најстрашната работа што им се случила во животот, а тоа е смртта на најсаканата личност, односно на сопругата и на мајката. Еден татко и една тинејџерка, 1 година по смртта на мајката, со која што пак тој се запознал токму на надпреварот Милан Ливерпул 3-3, каде што он го носил дресот на Ливерпул, а таа на Милан. Значи тоа е една таква семејна емотивна приказна за татко и ќерка, односно за таткото ја раскажува приказната за како се справуваат со таа страшна ситуација, како ќерката влегува во првата љубов и сите тие работи што раѓаат со тие години, а раскажува човек кој што го гледа животот преку правилата на фудбалот. Многу необично. Така е. Едве чекам да прочитам како сето тоа го имате поврзано, нели? Ја спомнавме книгата Хотел меѓу две војни. Оваа книга ви ги донесе и наградите за најдобар расказ Пегас, но исто така и Рациновото признание, па и ве честитки вака јавно уште еднаш. Што представуваат наградите, Русјаков, за вас? Потврда, товар или нова одговорност? Радост, едноставно. Нешто е завршено, нешто е направено и добива награда. Ниту тоа оптеретува дека нешто мора понатаму, ниту тоа не ги разбирам и некои што викаат не ме интересираат наградите. Наградите се нешто убаво, сите сакаат награди, нели кога си дете ќе добиеш петка ти даваат награда. Некако тоа е природна состојба и мене ми е задоволство. Дали кога ќе добијам овие 2 книжевни награди, дали кога Игор Алексов, режисерот на Лена и Владимир, секоја трета недела ми јавува и ми вика добивме награда во Сан Франциско, добивме награда ваму, добивме награда таму, филмот кај што добива, тоа се убаво. Така. Дека некој го вреднал трудот, делото и не размислувам, не пишувам за да добијам награда, но нели кога има конкурс или кога ќе биде доделено е прекрасно тоа. Така. Еве, спомнавме дека во вашите дела се чувствува тој судир помеѓу историјата и личната судбина. Може ли човекот да избега од своето време? Па не знам, тоа е премногу филозофски, јас не сум филозоф. Јас сум писател, јас сакам приказни да раскажувам. Секако има ликови во мојата глава кои што сакаат да избегаат. Јас нит се трудам да избегам, нит мислам дека дури ни монахот кој што се осамува во молитва не бегат сосема од овој свет што го окружува, едноставно ние сме овој свет, така што не може да побегнеме од самите себе, но можеме да се менуваме, да стануваме подобри или полоши. Едноставно светот е тој. А ја, например, настрана пред некое
нели светот, времето, цело време тоа се конципира и сега зборувајќи за една друга ситуација за работилницата, за креативно пишување што ја водам со млади луѓе, средношколци. Нели цело време ги слушам луѓето од мојата генерација и постарите кои што велат дека децата денеска, младите денеска се изгубени во просторот и во времето, изгубени се, не знаат кај тераат. Ја не се согласувам, ја мислам дека ова е нивниот простор и време, дека ние сме изгубени во нивното време затоа што нашето заминува. Така, кажете ни повеќе за искуството со децата. Ја ги нарекувам млади луѓе, штом сакаат со уметност да се занимаваат, тоа се веќе млади луѓе кои носат сериозен терет. Не постои поголемо задоволство од тоа. Јас стално го повторувам истото дека не може никој да ги научи, ниту им го кажувам да пишуваат. Едноставно тоа е невозможно, треба да го носат во себе. Јас можам да им помогнам само да ги малтретирам да пишуваат, да работат, да творат. Доколку сакаат да го изградат стилот, да ги раскажуваат своите приказни, се едно дали тоа ќе им биде животна професија или нешто друго, или чисто само задоволство. Не може затоа што да ги научи никој да пишува, затоа што така се поставени работите во светот. Има академија за музика, има академија за театар и за филм, има академија за ликовна уметност, ама нема академија за книжевност. Така не постои. Дури оние што мислат дека општо и компаративно книжевност те учи да пишуваш, не е точно, тоа е научна дисциплина, така тоа е наука за книжевност, компаративниот метод. Инаку не постои поголемо задоволство кога се гледа енергијата, креативната енергија на младите луѓе, тоа е божествена работа. Јас стално не викам ништо вие нема да научите од мене, ама јас многу учам од вас, затоа што нивната енергија е нова. Издадовме 2 книги, сега ќе издадеме третата. Со нивните дело, таму има многу сериозни писатели на млада возраст, кои што се надевам ќе се развиваат, а и да не се развиваат доволно е тоа што го напишале, и мислам дека одговорноста на постарите, без разлика во која професија е, како вели Исус, добивте бесплатно, давајте бесплатно. Мора да се споделува искуството за да им се даде, нели, да се работи со нив. Но еве и спомнувате и јас учам од нив. Значи она суета, она его практично да кажам го ставате на страна, дека секогаш учиме и возрастните од помладите и обратно, нели? Не, егото сега да не го чепкам. Егото, суетата секогаш си седи тука, нели, 2 чекори пред мене стига. Прво дојде суетата во телевизијата, па стигнав јас. Не сакам да се да објаснам дека јас не сум егоистичен човек и суетен. Боже мој, сите сме. Ние уметниците малку повеќе, но желбата и потребата да се учи, да се открива и постојано, младите луѓе доаѓаат со нова енергија, со нови светови, отвараат, и ако некој вообразено ги отфрла, самиот губи, не е... Точно, да. Апсолутно е така. Љубовта не исчезнува, се враќа во нова форма. Оваа изјава исто така е многу силна. А тоа е сликовницата, нели, за децата. По повод 100 годишнината од смртта на Капка. И тоа не е моја авторска приказна, само јас веќе позната анегдота ја одново ја раскажав, нели, бидејќи ја направивме таа сликовница со Арсламина, која што децата велат дека е добра, што е многу важно, децата не лажат. И тоа е приказна, нели, за патувањето и за љубовта, така, нели, дека животот кога не мора да го доживуваме само патувањето како од една точка на друга точка, него и самиот живот е патување, така, низ тоа патување човекот се менува, но љубовта низ тој живот секој пат се враќа во различна форма, така што тоа е убава порака и за децата и за возрастните, затоа што тоа анегдота што му се припишува на Капка не постои материјален доказ, односно не постои текст, но неговата последна девојка изјавила дека го видела тоа напишано, дека тоа него ставно му се случило, ама веројатно напишаното исчезнало во оние претреси на нацистите подоцна на неговата куќа и сето тоа. Така. И еве зборуваме за Его Сурфер, нели, тоа е поводот за вашето гостување, и во Его Сурфер се насетува прашањето за егото. Па дали литературата е начин да се надмине сопственото его или пак од друга страна да се овековечи?
Имаме многу раскази во Его Сурфер книгата, каде што се насетува нели егото кај различните ликови. Пак ќе ви кажам, не размислувам на егото така, во однос, посебно во првиот расказ. Не можам да кажам с која намера пишуваат другите писатели, можам да зборувам за себе си. Јас пишувам затоа што прво не знам друго да правам. Тоа е затоа што приказните што доаѓаат во мене мора да излезат. И сега приказните се градат во мене, живеат во мене, што тоа има свој 15, 16, 17 години, прво почнаа стихови да доаѓаат од негде, потоа почнаа приказни да доаѓаат и ако не ги запишувам, ја веројатно ќе полудам. Дури нели Гете како го напишал Страдињата на младиот Вертер, толку станала популарна и модерна книгата, толку е мрачна и тешка, што станало дури модерно да се самоубивале многу луѓе после таа книга. И некаде го прашале Гете, може вистина, може само приказна изградена подоцна за Гете, но како и да е интересно го прашале дали се чувствуваше вина што луѓето се убиваат откако ќе ја прочитаат книгата, вика секако ми е криво и ми е грдо, но ако не ја напишав, јас ќе се самоубиев. Пишувањето во многу ситуации е лек, нели? Кога ќе се пренесат мислите на хартија. За мене и читањето е лек. Јас прво почнав да читам страствено книжевност, а потоа почна да доаѓа книжевноста. Ја кога научив да читам преку стрипови, и тоа многу е смешно на хрватска латиница, па потоа почнав да ги читам сите приказни се кога научив и да читам. И во школа, од прво, второ, трето деление, имавме една учителка која ни даваше надпреварувачки дух, на крајот на месецот кој најмногу ќе прочита, но не заради надпреварот, туку само едноставно фасциниран бев од приказните и еве ја и денеска, ако денот трае 24 сата, ако јас пишувам 8 сата на ден, без саат и пол читање не може да заврши денот. Така што не ми е само лек пишувањето, мене ми е и читањето лек. Она славна реченица на кнез Мишкин во Идиот дека убавината ќе го спаси светот, многумина се подсмеваат со тоа, многумина дека книжевноста, тоест убавината уметноста не може да го спаси светот. Јас не се сложиме, мислам дека може да го спаси светот, ама не светот како планетава Земја, туку мојот внатрешен свет. А тоа никако не е многу потребно на секој индивидуалец. Затоа што и сме во време каде што се повеќе луѓе се вознемирани, анксиозни, претрпани со обврски и така натаму. Ама затоа имаат сите можни оправдувања на светот да не ползуваат уметност. И гениалното оправдување немаме време. Да, а време за социјални мрежи секогаш има. Или исто што слушам, ајде има и ти деца, па да те видам дали имаш време за читање. Тогаш на пример ќе им посочиш луѓе што имаат деца кои што имаат време за читање и сега како да го оправдам нивното. Апсолутно. Се повеќе оние социјални мрежи, дигиталниот свет, барем еве мене лично ме гуши. Многу поубаво се чувствувам кога ќе прочитам, кога ќе пишувам, отколку кога ќе гледам телевизија или ќе бидам на социјални мрежи. За вас како е? Мене не ме гуши, иако да речеме социјалните мрежи доведува ситуација каде што сега сите сакаат да бидат писатели, аналитичари, политичари, спортски стратези, нели? Социјалните мрежи доаѓаат во направи од луѓето најстрашната крајност на светот од онаа што ја кажал Сократ. Јас знам дека ништо не знам. А сега секој се знае. И затоа познае се сами од себе, за да сега секој се знае. И тоа е веќе од една страна опасно, а од друга страна многу забавно и смешно да се наблюдува и да се пишува за тоа од страна. Да. Во секој случај, тоа е она време во кое ние живееме, па мора некако и да се прилагодиме, нели? Ма така е, знаете како ме прашувате дали ме гуши, не ме гуши затоа што не дозволувам да ме гуши. Ке се насмеам, јас имам одбранен механизам, хуморот ми е одбранен механизам. Сатирата, да. Па не, тоа си дојде природно само по себе, ја како што растев, нели, кога ќе ме прашаат сега ти како писател во центарот на вниманието, викам абе луѓе, дај како да ви објаснам, ја откога знам за себе сум центарот на вниманието,
Чи како што ми дофрлаа на 7 години, така ми дофрлаат и сега. Заради физичкиот изглед, луѓето реагираат на физички изглед, така што викам јас секогаш сум бил во центар на вниманието. Немам некоја потреба да станам писател за да дојдам бидам во центар на вниманието. И не знам како да го објаснам тоа, просто едноставно да се конзумира, да се гледа сето тоа што се го гледал и кога било напад, знаело да биде и напад, одбранен механизам станал хуморот. Така. И се чини дека секогаш некако и најдобро решение хуморот. Па не мора значи многумина ги вреѓа тоа. Да, добро. Сега Многумина ги вреѓа, ја знам мајка ми не ја навреди, многу ми се налути. Во време на едноки имаше неколкумина јавни личности кои што страшно многу се навреди од тоа што беа посочени во, како се вика, во хумористичниот анимиран филм. И пишуваа некои страшни работи како демек говор на омраза, знаеш, хуморот веќе стана и говор на омраза. Тоа новиот свет со политичката коректност и се пробува да го избрка хуморот. Британија успеа да го избрка Џон Клис од Сопствената татковина, еден од Монти Пајтоновците, нели? Пошто секој хумор стана говор на омраза. И јас сега за да им одговорам, исто вака на телевизија, а мајка ми ме гледа, за да им одговорам дека човек не може да има хумор во себе ако на сопствена сметка не знае да применува хумор. Викам така што да ви кажам, знаете ли, мајка ми што рекла во моментот кога првпат ме видела како излегол, кога сум излегол од неа, што прашува водителката, ја викам бело прање и мајка ми се налути. Русијаков, видите, хуморот е стварно одбранен механизам. Еве да го земеме македонскиот хумор. Сите сме растеле, ни беше лектира и трпео, така? Тоа е и тоа некако е во гените на македонскиот народ, нели? Создавање, секој народ си има свој британскиот е посебен, така? Но тој хумор е создаван во најтешки моменти. Така? Луѓето пеат во тешки моменти, создаваат совршени песни за најстрашни настани, значи пеат или се смеат. Значи тоа е да не полудиш, така? Да. Сега тешко е во тешки времиња, но како што сите времиња се тешки, така на свој начин. Да, точно. Сега ние мислиме дека најстрашно на светот е ковид пандемијата и бензин што ќе нема сега затоа што лудаците решиле да ја рашират Третата светска војна, нели? Затоа што тргнаа во неиз. Ама ковид имало порано на секоја година, така некој ковид што се појавувал. Во нивното време имало други страшни времења, само што ние бидејќи сме обседнати со јаството, со само себе, дека мислиме дека нашето и мислиме нашето е најстрашно. Така. Зборувам исто така нормално преку книжевноста и за македонскиот јазик. Па каква е денес состојбата на македонскиот јазик според вас? Дали имаме силен глас што може да се слушне и надвор од границите? Имаме многу автори кои што се преведени надвор од границите, но еве ние лично си го почитуваме ли доволно македонскиот јазик? Од сите уметности книжевноста е најзагревата. Реално не може да се посочи некој тука сериозен видовник, пошто речеме филмот, музиката многу полесно се конзумираат, така? И многу популарни се, книжевноста е некако најмалку да не збориме од книжевноста па поезијата. Нашиот глас преку филмовите допира, оди по фестивали, патува, ние имаме доста успешни филмови, немаме многу бидејќи сме мала држава, но во еден разговор со Иво Трајков, режисерот, он бидејќи живи и работи во Полска, изборувајќи за книжевноста, дали новата технологија ќе го убие филмот, нели сега се плашат дека ChatGPT-то AI може да создава приказни, јас не се согласувам со тоа дека ќе наштети. И сега дали ќе го убие филмот, дали ќе убие книжевноста, он вика не може да ја убие ништо книжевноста, ќе си продолжи да си постои, вика само тоа што не е распространета, да речеме македонската, е проблем на сите мали јазици. Мала држава, мал пазар, мали јазици, дури и чешкиот спаѓа во мали јазици. Колку ние светски признати чешки писатели и на прсти може да се избројат, така за разлика од руски, француски, германски, американски, така британски. Така што ние имаме одлична нова генерација писатели.
Ја бидејќи читам македонска книжевност и сакам да читам, имаме одлична, ги поттикнувам луѓето што сакаат да читаат книги, оние малкумини да читаат македонска книжевност, стварно има одлични млади. Не зборам сега за 20 годишни. Уште млади се сметаат оние што имаат 30, 35. Еве нови да ги викаме, нова генерација писатели. Не има одлични меѓу нив. Тоа дали ќе се распростране во сиот свет е многу тешка работа, значи дури и самите писатели во земјите со големи, со многу публика, со многу повеќе жители земјите, многу им е тешко да се пробијат новите автори, како што секогаш било тешко, повеќето автори ги откриваме отпосле. И треба време и да. Не, отпосле, тешко е, не е лесно. Но состојбата со македонскиот јазик е алармантна. Тоа веќе е работа на државата и на стратегијата, затоа што од моите сознанија се помалку и помалку студенти се запишуваат на македонски јазик. Тоа веќе зборуваме, ова е веќе надвор од книжевноста, да зборуваме за македонскиот јазик. И тоа е едноцифрена бројка на студенти кои се запишуваат на македонски јазик, станува опасно. А Русијако во однос на користењето на македонскиот јазик, приметуваме дека многу се користат и интернационализми, така се комбинира јазикот. Што мислите вие за тоа? Па е вака, со контра прашање. Земете некоја песна од пред 2 по 3 века, се уште што се пее. Тоа е исто така македонски јазик, така? Да. Така е, тоа е се уште. Но јазикот е жива материја, јазикот се менува. Англичаните ден денеска кога странските зборови што им влегуваат во јазикот, кога ќе видат дека добиваат широка употреба, ги ставаат во својот речник. Едноставно, и јазикот се менува. Нашите баби и дедовци не зборувале малку поинако. Така е. Така што не гледам книжевноста е креативно играње со јазикот. Има писатели кои што пишуваат јазик на иднината, има писатели што измислуваат јазици. Комбинираат зборови. Да, така што не гледам никаков проблем, значи поголем проблем гледам што децата на улица меѓу себе зборуваат англиски. Отколку како писателите си играат со јазикот, затоа што јазикот се менува природно. Да, и на тоа повеќе мислев. Мислев на луѓето во секојдневната употреба, па и во медиумите. Во тој поглед, кој е вашето мислење? За медиумите нема да зборуваме, затоа што едно е сленг, друго е дијалект, а трето е јазикот, современиот македонски јазик, кој што медиумските работници мораат да го користат. Ама не постојат лектори, се помалци има, како се вика тоа порано, за да се станеше водител, не се стануваше туку така да читаш вести, да... Тоа е исто државна стратегија. Тоа е друга приказна за медиумите и јазикот на медиумите. Така, Ја би вовел јазична полиција, нели како што има МВР, се би вовел јазична полиција, не само за медиумите, надписи по имиња на фирми, се тоа. Билборди и сето тоа. За крај ве би ве прашала колку има добрина во современиот свет според вас и дали книжевноста може да ја разбуди кај луѓето? Добрина во овој свет има исто колку што има и зло, и тоа е така од Адам и Ева до сега. Не се менува, пак ќе кажам, значи тоа што ние стануваме по модерни, технолошки и напредни, не ја менува суштината на луѓето. Изборот човекот го има, слободната волја ја има да избере помеѓу добро и лошо, тоа никој не му го брани. Без разлика дали е верник или атеист, едноставно има избор да избере. Тоа е негова лична одговорност. Така, луѓето сакаат да кажат, најчесто нели измислуваат милион оправдувања за своите постапки. Знаеш, јас немаше тоа да го направам ако тој не ќе го направеше. Ти го направи се, ама тој ме сега. Да, ви и во Его Сурвер исто така, да, кажете си. Сакам да кажам дека не верувам во такви големи идеи дека луѓето ќе станат подобри. Мене ми помага. Не знам дали ме прави подобар човек, но знам дека ме смирува, ми ја разработува фантазијата, ми отвара светови, ми
помага. Значи како уметноста ми е како лечилиште. Така. Ама не сакам да го ставам тоа на глобални концепти затоа што Тоа си индивидуално, нели? не реалноста кажува дека сега книжевноста не може да ја спречи војната во Иран или во Украина. Така. Но од друга страна, како се вика, рускиот гениалец Виктор Пелевин, еден од моите омилени модерни писатели, 10 години пред војната во Украина напиша постмодерен фантастичен роман за војната во Украина. Фасцинантно. Ма не е фасцинантно, јас ви кажав на почеток како ги доживувам уметниците. Научната фантастика Иако и тоа треба да ги спречи. Иако тоа сум го кажал, нели, цело време сите зборуваат за аналитичари, новинари, за политичари, за се например. А за Салман Ружди ќе го земеме например. За Салман Ружди има вести само кога ќе го избоди некој со нож. Јас не сум видел да излегла вест за неговата последна книга. Че тие што ја креираат програмата, самите велат дека лошата вест продава повеќе. И ја пласираат. И сега Така одиме некако кон тоа. не така функционираме. Да, и тоа воопшто не е добро, нели? Ете тие на пример што го водат тој свет, мислат дека е добро затоа што добро заработуваат. Ја не ќе да ги судам, ама ја сакам да на пример утре ако напишам роман на таа приказна и ги исмеам или така, не сакам да се лутат затоа што нели. Тоа си е И ваше ја не се мислење, лутам, не паѓам во транс дека они прво лошата вест ја вадат, дека Салман Ружди го избоделе, а не кажуваат ништо за неговите дела. Така. Кои што се фасцинантни. И сепак ета доаѓаме до тоа дека сето тоа си индивидуално. Нели, кој како и се однесува Така, да. и во овој свет. Ја препорачуваме Его Сурфер на нашите гледачи, оние кои што се уште не ја прочитале, како што спомнавме во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Нешто малку, се надам успеавме да им доловиме на нашите гледачи. Добро, таму има и хорор раскази, Да. таму има и вампирски приказни, таму Да, басни, нели, од се по нешто има. Во секој случај нема да ве остави, почитувани гледачи, рамнодушни и во еден здив ќе сакате да прочитате. Русијаков, ви благодарам за гостувањето, Благодарам. беше задоволство. Почитувани гледачи, Александар Русијаков денеска беше дел од неделниот микс. Прочитајте си ја Его Сурфер и секако ова нека биде поттик што да читате токму викендов. Ви благодарам што не следавте и се гледаме во следното издание. Довидување.